Јас никогаш во животот не сум имала специфично хоби. Немам конкретна активност за која што ќе кажам ова ми е најомилено нешто што сакам да го правам, затоа што сакам да правам милиони работи. Сакам изложби, сакам филмови, одам на сите фестивали, не се излегувам често во чаршија, највеќе по ресторани. Сакам да шетам и сакам да и секој момент ми е исполнет, ретко сум дома. Јас бев дете кој што кој си играв со Атлас. Одев секој ден во Француски културен центар да прашувам дали има стипендии, дали има програми за студенти, одев по други амбасади, одев на, не знам, информативни сесии. Многу сакам да патувам и уште од мала многу сакав да патувам и за мене опцијата да останам тука не беше доволна во тој момент и веројатно заради тоа се одлучив да отидам и покрај тоа што сите најблиски ми останаа тука. Живеев 7 години во Франција, отидов на 18 години, се запишав на факултет, завршив таму целосно студиите ги завршив таму. Зборував француски многу малку имав, одев на часови 1 година претходно и таму се запишав директно на факултет, значи не бев запишана да учам јазик, што дополнително ми ја направи првата година пекол, меѓутоа некој сладок пекол. Завршив стратегиска комуникација и односи со јавност во Европа. Значи, прво имав студирано култура и комуникација и на магистарски бев стратегиска комуникација. Тоа е, значи, беше во склоп на Европски факултет, односно европски студии, во кој што се учи целиот европски систем. И кога завршив, дојде еден период на што да правам после факултет и тогаш се преселив во Берлин. Таму имав професионална пракса 6 месеци, која што после тоа се стана 9 месеци и кога веќе завршив со тоа, тогаш требаше да решам што да правам, дали да се вратам во Франција, да работам таму, да останам во Европа или евентуално секогаш имав идеја дека ќе се вратам да работам после тоа во Македонија. Но и секогаш прашањето зашто си се вратила се. Одлуката не е за тоа каде живееш, него одлуката е за тоа што правиш и дали си задоволен со тоа што го правиш, дали го правиш тоа во Македонија или не знам, во Берлин или во Тунгузија, не е воопшто тоа прашањето. Стравот е нормална работа, на сите ни е страв од многу работи. Се плашам од пораз, се плашам од неуспех, се плашам од основни работи кои што се плашат сите луѓе, ама работата е како ќе се справиш со тоа. Во смисла не треба тоа да биде тоа што ќе не спречи да пробуваме работи во животот и секогаш тоа ми било основното нешто што ме води. Како и сите млади луѓе, јас имав проблем да најдам работа, веројатно имав испратено не знам колку CV-а на работа и на работи далеку под нивото на образование кое што го имав и работев, како што кажав претходно, во друга организација, значи ми требаше некои 6 месеци да најдам работа во Македонија и покасно кога излезе оваа прилика, значи се вработив поуглас. Работам во непрофитен сектор веќе 2,5 години и додека студирав, работев постојано во непрофитен сектор. Јас сум една од ретките луѓето што студираа со мене, што работам баш по струка и сум многу задоволна и секогаш се смеам, знаеш, кога луѓето се жалат дека нема во Македонија работа. И јас сум стварно не знам дали имав среќа се погоди во моментот, меѓутоа јас имам работа која што тотално одговара на тоа што јас сакам да го правам во живот. До ден денес сум многу среќна за тоа што го истерав тоа до крај, бев упорна, барав стипендии, работев, се мачев на факултет заради тоа што не знаев јазик, меѓутоа стварно сум многу задоволна и многу задоволна што не се откажав после, да речеме, првата година или така. Да речеме, сега кога би ми се пружила шанса пак да, не знам, да имам 18 години, да сакам да одам во странство, сигурно би отишла. Затоа што мислам дека е многу добро искуство и дека имам стекнато многу искуство кое што сега прави да се чувствувам многу посигурна, многу посреќна, многу побогата. Она што го имам излично од себе дека треба да пробуваш, треба да едноставно да се снаоѓаш за да имаш, да речеме, живот онаков како што сакаш.